Добар ден, ученици! Добре дојдовте во училницата на Едуино на час по биологија за 9 одделение. Моето име е Тинка Пачовска и јас сум наставник по биологија во Општинското основно училиште Блаже Коневски од Скопје. На овој час ќе се запознаеме со наследувањето на полот. Цел на часот е да го опишувате наследувањето на полот кај луѓето, односно XX и XY хромозомите. Оплодувањето е процес на спојување на јадрото од сперматозоидот со јадрото на јајцеклетката, при што се формира зиготот. Сперматозоидот ги содржи хромозомите и гените од таткото, додека јајцеклетката ги содржи хромозомите и гените од мајката. По една половина од хромозомите и гените потекнуваат од секој родител. Од зиготот настануваат сите клетки во нашето тело. Хромозомите во телесните, односно соматските клетки се здружени во парови, при што се нарекуваат хомологни хромозоми, еден од мајката, а другиот од таткото. Секоја гамета носи по 23 хромозоми, така што во зиготот има вкупно 46 хромозоми. Всушност, станува збор за 23 пара хромозоми. Од нив, 22 пара се нарекуваат телесни хромозоми. Тие се разликуваат по формата, големината и должината. Хромозомите во последниот, односно 23-тиот пар, се нарекуваат полови хромозоми и тие го одредуваат полот на бебето. Постојат два полови хромозоми, означени со големите латинични букви X и Y. Женскиот хромозом или X хромозомот е подолг од другиот хромозом во парот и содржи гени за полот, додека пак машкиот Y хромозом е помал од другиот хромозом во парот и главно го одредува полот. Женските единки имаат само X хромозоми, додека машките единки имаат еден X и еден Y хромозом. Вкупниот збир на надворешните карактеристики што се контролирани од присуство на гени се нарекува фенотип. Во процесот на образување гамети, секоја гамета добива само по еден полов хромозом. Така, јајцеклетката може да содржи само X хромозом во јадрото, а сперматозоидот може да има X или Y хромозом. Во зависност од тоа каков полов хромозом носи сперматозоидот што ќе оплоди јајцеклетката, од зиготот може да се добие машка или женска единка. Ако сперматозоидот со X хромозом оплоди јајцеклетка, тогаш детето ќе биде женско, а сите негови телесни клетки ќе имаат XX пар полови хромозоми. Спротивно на тоа, ако јајцеклетката се оплоди со сперматозоид со Y хромозом, тогаш детето ќе биде машко, при што неговите телесни клетки ќе имаат XY пар хромозоми. Тоа можете да го видите и на сликите кои што ви се прикажани. Во половите хромозоми се наоѓаат гени што се одговорни за половиот развој на новата единка, но има и гени што се одговорни за некои други карактеристики. Секоја карактеристика која е одредена од гените на половите хромозоми се означува како полово-зависна или полово-поврзана карактеристика. Повеќе полово-зависни особини се содржани во X хромозомот и се наречени X-зависни. Примери за такви особини се хемофилија, потоа известни облици на албино заболување, како и Далтонова болест. За домашна задача ученици изработете
една проектна задача за наследување на полот. Информации за изработка на проектната задача можете да добиете користејќи интернет или некој енциклопедија, може друг пишан материјал и така натаму, значи по ваша желба. Ви благодарам за вниманието и пријатно